Баба Драгица има судбина која може да испише еден животен роман. Иако може би по години и не е многу стара, за себе ќе каже дека е многу изнаработена и изнамуштена. Од 10 години работела аргатка по ниви и месела лип за да го издржува семејството. Зад себе има 2 неуспешни брака. Од првиот ги има можеби и најголемото богатство синот кој денес си помага колку може и кој на само 3,5 години била приморена да го изнесе од татковиот дом заради неслога во семејството. Неколку години живее со него кај мајка и па повторно се мажи, овој пат само поради тоа што имала притисок да го напушти мајчиниот дом и за да му обезбеди кров над глава на синот, прифаќа наредните 9 години да живее тешко и макотрпно во Струмица. Кога конечно одлучува да застане на свој нозе и синот малку подпораснал, се враќа во Кочани, каде под кирија живее до ден денешен. Секој ден од тогаш до денес за оваа жена е тежок. Прво со социјална помош од само 3200 денари и аргатска работа го дошколува синот, а од лани веќе и со старосна пензија која не истигнува за ништо, дури ни за лекарствата. Нема убави услови за живот, по сите основи е одбивана за социјален стан до лани, а ќе каже: некогаш јадам само лепи сол, ама и тоа ќе го преживеам само на судниот ден. Сакам да ме изнесат од свој покрив, а не од туѓ дом, ќе рече таа. Катерина Митровска веќе 17 години е мајка на дете со многу ретка болест. Немо синдром во нашата држава има само Кристина, а вкупно 4 деца во светот се со оваа болест. Долги години се бореле со настинки, болки на кои докторите во нашата земја не им било јасно од каде и како настануваат. Среќа пред 5 години едно медицинско лице дознава дека во Америка има болница во која третираат деца со слични симптоми како на Кристина. Па тогаш за прв пат со кувер полно надежи дека набрзо оттаму ќе се врати здрава и жива, подигнуваат кредити и заминуваат на долгиот пат. За среќа тоа било вистинското место, но за жал лечењето не одело така лесно како што мислеле. Веќе 5 години потрошени, измалтретирани, оваа мајка и ќерка на секои 3 месеци летаат за Америка и веруваат во невозможното, но повеќе не можат. Иако Катерина, бидејќи преку дени е потребна на својата ќерка, мора да работи само трета смена. Не успева да ги собере потребните средства и да ги затвори веќе и онака големите суми на подигнати кредити. А денот носи непредвидливи ситуации и чести болки на младата Кристина. Главоболки, болки во нозете, чисти воспаление и болки во бубрезите. Не се знае кога и што ќе биде следно, ќе рече Катерина со солзи во очите. Но до последно ќе се борам за мојата принцеза и нема да прекинам со лекувањето кое е единствен спас за моето девојче. А таа, младата Кики, позитивна како да е најздравото дете на светот, се уште со сјај во очите ќе рече: можеби подобро ќе било да не сум се родела, да не се мачам ниту јас ниту мама, но тука сум и замолувам, помогнете ми да оздравам и да бидам среќна исто како вас. Денес сме во Ѓорче. Тежок е животот, би рекла, на луѓето со ретки болести. Денес не повика Катерина Митровска, чија ќерка Христина се бори со години со ретка болест за која што медицината се уште нема добри податоци. Затоа ќе ве запознаеме, но и ќе ве повикаме да помогнеме на ова семејство да замине во Америка, каде што треба да ја прими потребната терапија. Добар ден. Добар ден. Оливера, од срце на дланка. Кате. Ката. Се слушнавме по телефон и разговаравме. Да. Денес сме тука затоа што ви е потребна помош од нас, од народот. Да. Со каков проблем се соочувате? Да, фала, ве повикав. Имам проблем со девојчева, со Кристина. Па... Што и се случува на Христина? Од што е болна? Христина е болна од една ретка болест, од синдром 1.
Тука е Кристина. Да, тука е. Кога го откривте тој синдром? Колку години има Христина и колку Христина години има се борите? 17 години. Тој синдром го откривме веќе 3-4 години. Меѓутоа, долги години предходно не знаевте со што се знаевме, борите? Да, немаше, да. А какви симптоми имаше? Може ли да ја видиме Христина? Да, може. Христинче? Здраво. Се слушнавме со мајката и не повика, бидејќи ни кажа имаш проблем. Ние сме од срце на дланка и сакаме да знаеме со што се соочуваш. Од што си болна и како оди твојот живот, како се одвива твојот живот. Кога забележавте дека не си добра? Одамна ли? Одамна. Имаш 17 години Да. и сигурно имаш и некои болки. Што чувствуваш секој ден? Па носата температура, Но, болка. нозете те болат? Да. Долги години во Македонија не можеа да го најдат лекот и точната дијагноза. Што се случи? Ви помогна еден доктор? Каде заминавте пред неколку години? Во Америка. Во Америка што прават докторите? Која дијагноза ви ја открија? Знаеш, мама, нема синдром. Немо синдром. А што значи немо синдром? И како се соочувате, како се борите со тој синдром? Колку пати одите во Америка? Ние одиме 4 пати годишно во Вашингтон. Нема синдром е една врста кај што може девојчева да изгуби некој орган. Напаѓа органиве. Сега за сега има воспаление на целото тело и затоа и е потребно лекарство и понатамошно лекувањето да ја биде на секои 3 месеци. Ова е толку ретка болест што е единствена во Македонија. Да. Таа е ретка и тешка. Тешка ретка болест е. Што ја имаме за жал само она у Македонија. И николку во светот. И неколку во светот. Да. Секој одење во Америка сигурно ви е трошок, Да. расход, Да. товар. Да, товар. Расход, нервози, што да ти кажам. Нема тоа. Толку имаме, не можеме више да си дозволиме, немаме такви средства, не можеме да собереме за да оди и она понатака. Во јануари треба повторно да заминете, септември се вративте. Да. Како ќе собирате пари за следната терапија? Верувам дека ви е многу битна. Да, многу битна ми е. Па се надеваме од хуманите луѓе кои што може да донираат за Христина и да продолжи да се лекува и понатака. Лекувањето во Америка е скапо или ја прифатија Христина? Лекувањето, да, ја прифатија да ја биде бесплатно лекувањето и лековите на Христина. Нас ни се потребни само патните трошкови. И сместувањето И во Америка? сместувањето во Америка. Сигурно чини многу. А, Колку се авионските карти до тамо? Колку е еден ден смештај, сместување во хотел? $80 е сместување без храната, а картите ни се од 3 до $5,000. Тоа е навистина на 3 месеци Да, премногу да го премногу. издржите. Јас сум го издржала 5 години, ама више немам сили. Немате сила. Тоа е причината и поради која што се пријавувате. Да, Но велите се ќе направам за моето девеќе. Нормално, да. Како до сега заминувавте? Веќе неколку години се лечи во Америка. Како до сега Идевме го трпевте трошокот? Идевме на наш трошок, маш ми со кредит, од кредит, јас кредит. Нон-стоп на 6 месеци само го реформиравме тој кредит и више немаме шанси, немаме ни право више да го реформираме кредитот, за да можеме сега во јануар Христина да оде на лекување. И затоа помислив да се обратам до хуманиве луѓе кои што може да помогне да оди Христина.
не е тешко и што работите трета смена само да обезбедите колку Да. толку животот да тече. Не ми е тешко, нормално и јас би се прифатила и уште една смена да работам, само да ја помогнам на моето дете. Но тоа е многу за еден човечки организам да го издржи. Све би направила за неса, све. Не би прекинала лекувањето, па не знам што е. Како сум можела 5 години до сега, то тие 20 пати идам. Ова ние 21. Како идеме, и не би го прекинала, па не знам што да е. Сигурно се жали на болки и тоа ви е тешко кога го слушате. Ние имаме секојдневни болки. Христина чим ќе стане сабаја, она е со болки. Мора првен лекарствата да се онади, па се боцкаме, па чекаме сат време да ја биде подобро. И навечер повеќе има. Повеќе. Коските, мускулите, некојаш не може со нозете, еве, она сама се пожали со нозете. Има проблем. Некојаш има кога има воспаление, знае да поврати. Навистина. Да, Имате тежок живот и тешко секојдневие. да. Али се надаме да биде на подобро. Ја викам, има Господ за сите, па и за нас ќе има. Мора да бидеме позитивни. Да, да. Од храбра и позитивна мајка не може да не се роди уште похрабро и попозитивно дете. И веројатно не случајно се рекло дека најтешките битки се дадени на најсилните луѓе. Тешка битка веќе 17 години води Катерина, која откако родила 2 сина имала преголема желба да добие и една принцеза. За жал, малата Кристина која се раѓа токму на Божик, од својата 3-годишна возраст ке започне да се разболува од болест, непозната доволно ниту за медицината. Тоа е тешко за неа како мало девојче, а уште повеќе за семејството кое не знае како да помогне. И додека другите деца растат, Кики останува да се бори, повеќе низ болничките ходници отколку на детските игралишта, повеќе со иглите наместо со играчките. Се до пред 5 години, кога еден доктор од нашата земја не дознава дека ретките болести за кои кај нас не се знае ги лечат и третираат во една американска болница и им помага да заминат на Кики и незината мајка. Тука и започнува нивното ново патешествие, полни со надеж дека се гледа крајот на проблемот на Кристина, но и почеток на едно ново поглавје во кое на секои 3 месеци тие мораат да обезбедат средства за пат за Америка. Кристина има за 2 месеца 17 и ние ја приметивме од 3 години. Девојчето почна да ни се разболува нон-стоп, почесто. Почнавме по доктори и Божем настинато, ама она си имала големи проблеми. Тука 8 години ја лечевме ништо. До 11 години ја лечевте без Да. да знаете вистинска дијагноза. Да, не Тие можеше. 8 години што поминавте? Све и свашта, не можеше никако да се постави дијагноза. Ние во државна болница се лечевме, ама девојчево више како идеше све година по година, она пропадна. Она више легна во постела. Ние почнавме со количка да ја носиме. Немаше сила, енергија да оди? Немаше, не. Ама фала на Господ, ете, имало спаза незе, отидовме за Америка. А како дојдовте до таа точка да одите во Америка? Па, да го поздраваме, еден голем поздрав до професорот Зоран Кучев, кој е сега во пензија, он ни помогна. Вишол на интернет или на компјутер дека има болница каде што испитуваат такви болести. И дали мейл и не знам што пушти и ние после 2-3 години добивме покана од нив за да одиме на испитување за Кристина. Кога прв пат отидовте во Америка? 2018. Отидовме прв пат и кога го видеа девојчево не задржаа тамо 2-3 месеца. Тогаш беше она многу лоша. Многу лоша, дури докториве сами. Испитува све, од глава до, што се вика, до ногти. Ја испитува и они од почеток не можеа, ама упорни се, еве ги ден денеска се упорни и сака да ја помогнат. Кога дозна дека можеби ќе се најде лек за твојата болест, која што се уште не ни знаевте која е и каква е, сигурно беше среќна. Да. Што се помисли тогаш? Па мислев ќе ми се најде одма лек, дека ќе пораснам, ќе бидам сменета
дека ќе имам и другаркиња. Во Америка сите кога ќе стигнат ме сакат, дури првиот ден се радуват, некој изненадување ќе ми направи, посебна соба за мене. Свет. Тогаш се срекна. А терапиите што таму ги примаш, како ги прифаќаш? Епа упорно, цел ден. Многу работи сум вишла таму, а немав поддршка од никого. Кога сама. А што видовте? Видовме многу работи што со неизеја, нели, лекувањето како иде, па беше у еден период во интензивна, па во кома беше, па тоа сето сама, знаеш, кога немаш некој поред тебе поддршка, многу лошо е. Многу преживеавте. Многу, многу. И денеска се мачиме уште. Каква диагноза констатираа докторите во Америка? Диагноза првен кендел пронајдоа кенеза, ама еве една година, има па сега некоја сасвим друго, немо се вика синдром. Христина има воспаление во целото тело, кај што може, ако не се преложи, нели, со лекувањето и далje да одиме, може да изгуби орган или смрт. И една е во Македонија, со таква болест, со ретка болест, и тоа тешка ретка болест е. Затоа имаме ние на писменост сите работи. Така е родена со или тоа е стекнато понатаму? Да. Стекнато е. Она беше, ние ви кажавме 5 години се лечиме, беше пред 3 години многу подобра, али овие 2 години пак како да и се враќа болеста. Не знам, и да ти кажам, многу се плашиме за неса. Па имам сега, кога ќе се смени времево или ова, температура, грозница, нозете ме болат. Оваа недела цела бев на стената. Кај што те боле? Епа по нозете, по мускулите, таму болки, па главата. Епа мама ме носи кај што главниот доктор наш. Ме носи и ќе ме видат какво сум, што. По секоја недела идеме на еден ден. Sa другата недела треба пак да идеме, ќе ми вадат крв. Па да ме пак Те видат. контролираат, анализи правите. Да. Најтешко ми е кога ме болат нозат. Не можам да одиш. Да, функционира. Не можеш воопшто ни да чекориш тоа? Не, можам помалку, ама боли кога газам. Останувавме месец, првиот пат 2, сега зависи, сега остануваме по 15-20 дена, зависи да ни силните резултати, какви се. Она има посебен доктор за срце, посебно за бубрези, посебно за мозокот, посебно е за све. А сега ни кажа, вика, само 4 деца, вика, во светот се. А Христина ни е едина во Македонија. Они понатака сакаат трансплантација да ја направат од малиот син. Да, тоа го испитавме пред 2-3 години од синовите, за да не бараат, нели, донатор. И најбоја рекол од децава. Одговарачки се? Малиот, да. Да, малиот одговара. Компатибилен. Да, 100%. Малиот одговара, али не смеа да ризикува затоа што има големо воспаление. И не смеат сега, за сега не смеат, додека она не биде подобра. Да го закрепне имуниот систем? Да, затоа што кај не се све е катастрофа. Со црниот джигер и со слезенката. Не е добра. Со срцето не е исто. Фактички сите органи се фатени не се. И сега они највише се плашат од бубрезите. Бубрезиве, затоа што таква е болеста на пеѓа. Таа ми е една сестра. Ние сите ја чуваме како принцеса. Како принцеса. Што и да правам, ама кај да идам, може би сега да ме викна да идам да изработам, ќе ги изработам и она што ќе го побора јас ќе го дадам. Да ни е душа наша.
И нема да дозволам, па не знам што да е. Ке се борам Христина да си го има и понатаму лекувањето, па и да умрам не би жалела. Таа ми е душа моја. Денес Кристина има неполни 17 години. Го сака животот и се што тој нуди. Го сака другарството и сака да прави се што младите на таа возраст сакаат да прават. За жал, освен семејството нема никој. Нема кому да ја каже маката и проблемите освен на неблиските, а толку посакува другарки со кои би се дружела секојдневно. Ја мачат и проблемите што незините родители мораат да се задолжуваат за да ја однесат на лечење во далечната Америка. Затоа знае да каже: мамо, зошто си ме родила да се мачам и јас и вие? Но на тоа челичната Катерина ќе одговори. Тешко е секое заминување за странство и веќе не смееме да се задолжуваме, но до последно ќе се борам Кристина да ја добие потребната терапија и да се излечи. Затоа замолувам, ќе рече таа, да ми помогнат хуманите граѓани за да си го спасам детето. Изгледа како многу помала од возраста. Да. Одеше тука на училиште, вие сакавте да биде како сите други деца. Нормално, секоја Меѓутоа, мајка си пожелува да биде. Не идуваше на лош прием. Да. И ден денеска децавајте ги. Девојчињата што се викаат тинеџерки се одбегаваат, некои сака да се дружи, ама некои не ќат. И дали ќе фати една другарка да има со незе. Па како што сиде година по година, осеќам дека сум различна. Ги губам другарки, ова, све. Имаше како помала кога одеше во основно училиште другарки повеќе или? Па не, тогаш бев многу помала, многу. Во основно немав другарка, освен еден другар што седевме заедно, нон-стоп. И после, само кога завршивме основно, веќе не, мислам, веќе неком... Контактиравте? Да. Па и има неколку другарчиња, ама па не баш секој ден да се каже вака дружба. Може да се падне еден ден, 2 дена, 3. Другите денови не се расположени така, ама има пак што се дружиме. После школа не, бидејќи сите идат таке дома. Вака сабота недела не. Зошто? Па нема со кого. Сама не се искача. Не те викаат? Не. Она ќе им звони, ајде на кафе или ќе се собера, ги слушан или на одмор ќе се соберат. Ајде ќе идат на кафе. Не ја вика, това ќе се понуди 2-3 пати, ќе им напише или на телефон. Може ќе излезем или сабота негде. Ама ќе ја имам работа, ја, знаеш, за да се извадат. Барем да има 2 другарки да се дружи. Друго болеста ќе ја, нели, помирно ќе си ја. А вака психички, кога е сама психички, она мисли, сега пат треба да тргнеме на пат. Кој ќе иде сега пак, па кој ќе ме боцкаат, па кој ќе ми стават ова, она, знаеш. И она паѓа у психа таква. Јас мајка сум, јас си реков, мајка, ако тебе ти треба другарка, пријателка, и јас сум со тебе. Ама мајка си е мајка, другарка си е другарка. Тоа што може со другарката да си сподели со мене, не може. Сигурно и не е мачно, сигурно ви се жали. Не да е мачна, стално ми вика, мамо, зашто си ме родила да се мачам? Ти вика, се мачиш, ами јас се мачам. Абе, синко, па сега, и па сите не можеме, викам, да бидеме исти. Даеш волјајте. Секој ден ми е мене најтешко. Зошто секој ден? Па затворена дома. На мајка ти велиш зошто ме роди? Да. Зошто и го велиш таа? Зашто нема да се мачи ни ода, нема ни ја. Сигурно одењето во Америка ви е голем расход. Бога ми не е лесна, Како се снаоѓате каде? Ама ја имаш ме нон-стоп со кредитите, више не можам. Сега последен пат го реформира во септембар, кога бев, и не може. Затворен ми е, затоа што предалеку отидовме, не работиш утре. Не се знае дали ќе останеш без работа на низи и требаш, кој ќе го враќа тој долг. Колку
Земате за едно одење во Америка пари? 6.000, да. 6.000 евро, да. Долари, тоа се. Последната ми беше во март, кога бев, 4.000 долара ми беа картите, а сега ги онадивме 2.700 во септембер ми беа. Хотелот е 80 долара. Без јадење, пиење. Лечењето им е, они си го покриват. Дека она такво дете, нели, јас... Со ретка болест? Да, со ретка болест. И уште кога ме прима, јам кажав дека ние немаме финансиски средства, затоа што нашата држава многу мало, 300-400 евра, ние не можеме да се дозволиме со лекарствата. Сега патните трошкови мене ме јадат многу. Нема да дозволам девојчево да и се прекине лекувањето. Се борите лавовски. Да, ако не соберам, значи, стварно не знам натака што да се прави. Како е ова девојче треба да се лекува, ова ке не се многу пати, ни рекоа ова ќе иде и доста години ќе иде. Сепак во јануари повторно треба да заминете за Америка. Повторно нови испитувања и нови терапии. Подготвена ли си? Сега само се подготвувам за мојот роден ден, иначе не се подготвувам за ништо друго. Кога ти е роден ден? Баш кога ќе тргнеме 5 јануар, а другиот ден за 2 дена тргаме. Прво ќе Ќе го славам, па прославиш роденденот, па ќе заминеш за Америка. не, Колку години ќе наполниш? 17. 17. Се радуваш на роден дените? Јануари ќе дојде за час. Охо. Велите, само картите се скапи, таму пристојат. Ама не можеш така, девојче се знае, иде, не е ова, и кај нас ќе отидеш у болница, па ти треба. А не ти идеш у странство, бе. Ти една водичка на аеродром во чекална, една водичка ти е 5 евра, 5 долара. Една водичка, едно шише. Не можам, не знам више свано каде да се обратам, каде да се унадам. Службите тука, во Македонија? Ништо. Сум покушала 2018-2019. Покушав тогаш, отворив донацијски броеви 2019. Ама многу слабо беше. Многу. Не се собра толку пари колку што барем за еднаш каде отидевме. И од тогаш не сум пробала. Почнавме со кредити. Ајде, маш ми првен, он зема, па отидов. Ајде, после јас, наредниот, па отидов. Пак поминало, имав еден само одмор кога фати коронава. Тука не отидовме 6 месеци. Отидовме на 6, не на 3. Ради незе не дозволија со таква болест да патува. Работите трета смена? Јас сум на готвени јадење, јас сум кувар. Кредитот ти е 12.000. Јас немам, заостанав со струјата да ја плаќам. Не можев да ја платам, дали да ја плаќаш ти струја, дали да собираш за дете. Што поправ? За останата сум среда. Може еден ден да ми дојде да ми ја... Ве повикав да видиме. Има доста хумани луѓе. Секоја мајка, секој родител истото би го сакале за своето дете, како што сакам ја, кој сака да помогне. Христина да предложи натаму да се лекува. Најголема желба ми е да имам барем една-две другарки и барем дечко. Сакаш да и ти да видиш како сите останати. Само една работа е важна за сите, да извојуваме победа во битките што ни ги приредува животот. Новиот ден секогаш е најдобра прилика за промена, па да ја овозможиме новаа чиста душа да се го смени и обликува животот. И онака човечкиот живот е краток, па зошто во тоа малку време кое ни е дарено, не се бидеме поддршка еден на друг и повеќе да се сакаме.
Баба Драгица има судбина која може да испише еден животен роман. Иако може би по години и не е многу стара, за себе ќе каже дека е многу изнаработена и изнемуштена. Од 10 години работела аргатка по ниви и месела лип за да го издржува семејството. Зад себе има 2 неуспешни брака. Од првиот ги има можеби и најголемото богатство синот кој денес си помага колку може и кој на само 3,5 години била приморена да го изнесе од татковиот дом заради неслога во семејството. Неколку години живее со него кај мајка и па повторно се мажи, овој пат само поради тоа што имала притисок да го напушти мајчиниот дом и за да му обезбеди кров над глава на синот, прифаќа наредните 9 години да живее тешко и макотрпно во Струмица. Кога конечно одлучува да застане на свој нозе и синот малку подпораснал, се враќа во Кочани, каде под Кирија живее до ден денешен. Секој ден од тогаш до денес за оваа жена е тежок. Прво со социјална помош од само 3200 денари и аргатска работа го дошколува синот, а од лани веќе и со старосна пензија која не истигнува за ништо, дури ни за лекарствата. Нема убави услови за живот, по сите основи е одбивана за социјален стан до лани, а ќе каже: некогаш јадам само лип и сол, ама и тоа ќе го преживеам само на судниот ден. Сакам да ме изнесат од свој покрив, а не од тој дом, ќе рече таа. Се наоѓаме во Виница, кај баба Драгица. Веќе неколку месеци се јавува и упорно не бара, бидејќи има тежок проблем. Живее под Кирија, со минимална пензија и вели нема услови за живот. Затоа реши да го отвори срцето и да го каже својот проблем. Драгица потекнува од Трсино Виничко. За себе ќе каже дека од 10 години се бори со судбината. Работела од мала и е многу изнемоштена, ќе каже за своите рани животни години. А можеби најтешко и станува кога ќе се омажи и ќе роди син, па ќе започне да живее само за него. За негов подобар живот на 3,5 години се сели од кај супругот и се враќа кај мајка и за потоа да биде приморана да се омажи повтор пат зашто чувствувала дека е вишок со детето во татковиот дом. И можеби тогаш само за да има каде да расте синот одлучува да трпи тешки години во Струмичко во Силово, од каде конечно заминува во 2009 година и се враќа во родното Кочани да живее под Кирија. Повторно работи како аргатка, затоа што шанса за вработување не добива, а и синот за да се дошколува морал да сече по 12 кубици дрва за да може да преживеат. Аз сум од село родена Трсинка, Трсино село Винечко. Винечко не, животот до 10 години каков ми е бил, не знам, не памта. Од 10 години до сега се така бора со судбината. Како помлада и како дете работев и рмбав што никој не работеше. На 10 години ме се фурна леп по 9-10 лева. Мајка ми 71 година се прави операција од тумор. Дали Господ ми давал сила или вработеност. Ќерка сам на 20 родители и борци. Татко ми е бил и борец и не. Он у затворо е дризово бил како чуваник. Мајка ми е била на Сремскиот фронт на линијата од баталјоно на Михајло Апостолски. А потоа, откако подпораснавте, како ви продолжува животот? Солено од посолено. Имам средно образование завршено, 2 години гимназија, 2 години графички во Кочани. Ниту сум работила, ниту памна што сум работила. Ниту сум работила на струката. Имам работено во конфекција. Сино ми е од првиот брак. Он е 30 години, дипломиран инженер и магистриран на машинскиот факултет. А како имавте услови да го образувате, да го школувате? Таа душа знае, а и он си знае. Живеах 3,5 години во село Оризари, населба тука Кочанско. Сино ми е од там, од тај татко и неговото презиме го носи, Лазар Јованов. На 3,5 години го изнесох, само него у раце и една корпа и си одидох ка мајка ми. Мајка ми помогна, си го чувах и си го исчувах сама. Мојата душа знае какво е било и што е било у село. Ело не, и си продолжи школувах со го. Прво и второ оделение заврши таму, у родното село. И морах да се премажа. Најдох еден од тешка судбина во Струмички села. Премажих се и си го однесох сино. Ино не, 9 години живеах у Струмичко село едно куќево, општина Босилово. Сино заврши 8 оделение во општина Босилово и прва година у Струмичко машински. И кога веќе видоме дека не бива, иди, дојди, на јака мина нагазих тамо. Што ни ќе напред, ни ќе назад. А не, тамо одех аргатка по струмички фолии, за да го истерам сино на крај. Не беше добро во бракот? Какво добро, не ме пушти ни на вработување. Ништо, а немаше кај дија.
Јас 2000 година ојдох у јуни 2001 на Бадник татко ми почина. Мајка ми беше ослепена 80 и неколку години, немаше дека да се врна веќе. Со дете на раце, немаше кај да ида. И да не, ја да бех сама, не му седех 24 сати. Ама детево кај ќе го денех. Само му рекол трај. Стаж се доплаќа, школа не се доплаќа. Ти ако изгубиш една година, за тебе е и това многу. Само трај. Какво ќе правиме, ќе правиме. Кога веќе видох дека не бива, реших под Кирија, дојдох тука, живеах като Сашто живее и тога у страшни услови. Машинскиот факултет тука работеше. И си дојдоме. Како сам живеала, земах социјалка. Како сам се снаодила сам се. Поднесох да ми дадат социјалка, алка за вработување беше многу тешко, а син ми си зема секирата у раце и по 1000 кубика на цел град Виница цапеше дрва. Кој го е това работил на тия млади години да цапи дрва? По цел ден, по 12 сати работни, по 12-14 кубика за рустик цапеше дрва. Те така го iškolувах. Со тие пари живеевте? С тие живеехме, син ми што искараше од дрва и се школуваше. Како тогаш преживувавте? Јас знам. И не вечерала сам си легнувала. Како така вработијаме? У државен катастар. Тргна работата. Фала им на Бога. Тргна работата, вработијаме со решение на неопределено време. Што ќе работа година и 2-3 месеца, здрава, права и исправна, после од нас заболех. Верувам дека и Драгица ги конзумира сите млечни производи што млекара Георгиеви ги произведува. Јас во мене имам крамио кисело млеко со хомогенизирано крамио млеко со 2,8% млечна маст и додаток од јогуртна култура за да можеме да бидеме нели и поздрави и да имаме подобар имун систем. Денес оваа жена после се што поминала успеала да дочека старосна пензија, но за жал се уште живее под Кирија во мизерни услови зашто таа е премногу мала. Иако ќе рече баба Драгица аплицирала за социјален стан, сепак по сите услови била одбиена и пак се мачи во тој дом. Тешко и минува еден ден, се наоѓа за анимација за да не мисли на лошата судбина и ќе заврши. Нема потешко од тоа да те изнесат од тој дом, а не од свој покрив. Некако ги стопмивте 15 години стаж. Ги стопмих за редовна пензија. Ја ојдох со 11.525 динара, ама што покачуваа сега излегнаа 13.200. Ја дека со тие и Кирија ќе плата 50 евра и дрва ќе купа зима октомври златен жрт или сирони и не, сино ми плаќа и Кирија и дрва и сметки, това си од пензијата не ми тражи, за јадење, облека ја и това што имам ќе оди на извода, не мога да го стигна, осакатена сум, и за лекове. Јас ако остане од 13.000 да плаќам 50 евра Кирија, вода, струја. Аплициравте за социјален стан? Аплицирав. И не ми дадоа, пошто јас за еден месец се пензионирах. Јас у септември пензионирах, они у ноември го отворија огласо. И по социјална категорија не ме фаќа. Тражија ми решение за попреченост. Не ми дава решение за попреченост, а ме праќа да поднесам за дуѓа нега. Кај го има това? Не сум ни подносила да си троша пари. И ми рекоа така, заврши од тука те одбиваме, под социјална категорија не можеш да влегнеш, не си корисник на социјална помош, корисник си на пензија. Самохран родител, детето е полнолетно. Етно, не можеш, едино има друга солуција, комисија за стамбено прашање преко влада на Република Македонија. Аплицирај од таму. Аплицирах. На 31 август се јавија од Центарот за социјални грижи од подрачната единица дојдоа комисија на увид да направат записник и ми рекоа чек да се извада од банката колку пензија има. И пред 2-3 дена ми дојде решение, не ми решение, известие. Одбиене сум од таа комисија од влада, тражат ми што не сум ни свесна. Това од 64 години не го бех ни чула. Платени општински даноци, това не го знам, извадих и таква потврда. Па чек, по 4-ти пат ми чек од пензија тражат. Каде ги деваат тие чекови, што ги прават, појма немам. И од агенција за вработување. 2 пати ме одбија, а трошкове не знае ништо, не можех ни лани, ни сега да си ида на бања. А од бањата има 50% проценти. Би било ли полесно ако одите на бања? Како не е било?
Па дигаме, отврлам ги штатите како не е било. И си ги троша парите по дуку. Секоја недела давам по 500-600 динара за лекове. Ето немам могучност да ида на бања. Пошто ме кратат само со документите од комисијата, немам могучност. Бех закажана за 27 септември, откажаа го. 2 октомври беше, откажаа го. Јавих и си излетнаваме у сусрет. Сега е за 26 октомври. Дали и тога и чи? Каде одиш во тоалет навечер? Видохте ја кофата. Дали е тоа достоинствено за човек? И на 21 век. А станове празни стојат. И зашо сакаа повише од мене? И упорно доставих сите документи и на последката ми стигна пред 2-3 дена ми ги тражат и тие документи и тие ги доставих. Те тамо седна кај Плинското, крста се, кога има свеќи запала, те и преја си правих една супичка, пија терапија. Ете така ми припушти ми и ида тамо направа си. Кога мога омија ги, кога не мога стојат. Не, да плача, не плача. И вие кои си кренете углас ќе вие, ќе се затворе и само ќе викам до Бога и до мајка ми. Не плача, оти они се крајно безобразни. Пија диазепам, а ништо не ме смирува. На амлета ме фата. Ја имам и удар преживеано, фала и на докторката Вера Шоповска, она го откри, а сега магнетната уштип не работи. И ми наодат некаде термини по Охрид, по Куманово, држ ми Боже душа до Охрид и Куманово, дали мога да стигна. Егна не, фала му на Бога, не, това си работа, поплетувам, со некој ако си најдам обед си правя, кога мога малку излегна до таму, изна се столче, поседа со комшии, со тие, со оние, а току и мога повеќе се лежа, значи току ме препушта наамле, куку полужива, ни мртва, ни умрена, полужива. Се уште не е решен проблемот и чекате за Чекам. социјален стан. Да се надеваме дека се ќе биде во ред и дека институциите ќе го видат и ќе го слушнат вашиот проблем и преку нашиот медиум. Кров на глава, да не ми износат мила ќерко, това ќе ви дозволат, да не ми износат од туѓо. Знаеш колку е тешко од туѓо да ти изнесат? Мудроста на животот е едноставна, а се состои во тоа да се тргнеме од онаму каде сметаме дека сме непожелни. Животот можеби нема никогаш да ни ги сложи куцките, но тоа барем е знак дека живееме и дека сме се обидувале да победиме, а Бог веројатно ќе ја погледне нашата жртва и утре ќе ни подготви малку поубава иднина. Боре е роден и пораснат во Каратманово. Можеби немал толку тежина и несреќи во минатото колку што подоцна му се јавуваат во животот. Старата родна куќа во распајање станува минато за нивното семејство, откако нивниот брат инвалид добива плат со куќа, во која се преселуваат со родителите и другите членови во семејството пред многу години. Во тоа време бил со план веднаш до таа куќа да направи свој дом откажувајќи се од делот во куќата на братот. Брат му дозволил додека не го направи својот нов дом да остане во една од неговите соби. Сепак тој период се пролонгира и трае со децении, зашто Боре не претпоставил дека долгогодишната болест на сопругата и заминувањето на двете деца од него само ќе ја попречат работата и отежнат животот. Иако тој е вработен, пред неколку години подигнал кредит и купил потребни материјали, но од тогаш и се задолжува во банките. Куќата стои се уште недоправена, сопругата здравствено е се полошо, а Боре тоне се подлабоко. Во 4 туги ѕидови тој секој ден го купува и тешко живее. Станува и легнува со солзи, па затоа се надева дека хуманиот народ ќе му помогне да ја доправи куќата и ќе може со болната жена да се пресели наскоро во неа. Станка Ангеловска за себе ќе каже дека била голема домаќинка и посветена сопруга и мајка додека била на нозе. Потекнува од пробиштип, но судбината ќе сака да ја донесе и да создаде семејство во Кратово. Долги години ќе биде работоспособна и пожртвувана, се додека на работното место не се онесвести да започне незиното мачно патешествие. Во меѓувреме го губи сопругот или незината неголема поддршка, ќе каже таа, па во борба за застанувањето на нозе поминува 5 операции кои за жал нема да ја подобрат ситуацијата. Повеќе од 8 години не станала од кревет, за неа се грижат волонтери неколку пати во неделата. И иако земе инвалидска пензија, оваа храбра жена ќе рече: "Не сакам такви приходи, сакам да станам на нозе и ако не можам да работам, барем сопствените потреби само да се ги извршувам. Во нашава земја, за жал досега никој не се ангажирал да го разгледа зарствениот проблем на тетка Станка. Таа иако удела секаде вели дека травматолозите испраќаат кај неврохирурзите, а тие пак назад кај травматолозите. Затоа одлучи да собере сила и да се обрати јавно, со надеж
веруваш дека некое здравствено лице ќе го види нејзиниот проблем и земе во своји раце, а ако и тоа не успее барем да собере средства и спасот да го побара надвор од границите на нашата земја, ќе каже таа.